Здраво на сите повторно. Ајде да продолжиме со уште еден туторијал, но да се надоврземе на она што го имавме во претходниот. Кој што гледаме до сега, значи, се што пишуваме, значи сите променливи вредностите ги пишуваме директно во код. Во овој туторијал да пробаме да направиме нешто поинаку. Значи, сакаме вредноста на одредена променлива да ја внесеме ние во конзола директно од тастатура, наместо сето тоа да биде хардкодирано во код. Значи, за тоа ќе ни треба да речеме, сакаме да направиме програма каде што од корисникот ќе се бара да го внесе неговото име и презиме и исто потоа да ни се испечати во конзолата. Значи, ќе ни треба една променлива string име и презиме, предност не ставаме и да му испечатаме инструкции на корисникот сега. console.writeLine и ќе пишеме внесете го вашето име и презиме. Беточки. Добро, ајде, празно место едно. Значи, за да го направиме тоа, значи, ќе пишеме променливата име и презиме, прима вредност е еднакво console.readLine. Значи, ова ни кажува, значи, вредноста на име и презиме променливата е еднаква на тоа што ќе го внесеме од тастатурата или вели име и презиме е еднакво на прочитай една линија од конзолата или тоа што имате внесено во конзолата или како да го објаснам. Ајде да го пробаме како изгледа тоа практично, но пред тоа ајде да го испечатаме тоа. console.writeLine, не знам колку ви го објаснив во предмотно, но ќе видите сега како тоа изгледа практично. Печатиме вашето име е празно место плюс вредноста на променливата име и презиме. Име и презиме. Значи, што ќе се случи? Значи, имаме променлива, кој што рековме, име и презиме. Печатиме инструкции на корисникот во конзолата, внесете го вашето име и презиме. Потоа велиме вредноста на променливата име и презиме е еднакво, читај вредноста од конзолата. Добро, и потоа велиме печати повторно на конзолата, вашето име е и вредноста што сме ја внесле во конзолата на оваа променлива. Стискаме Run. Предходно, Reshoot, Terminate и вели внесете го вашето име и презиме. Никола Горгиев. Кој што гледате, значи конзолата од нас очекува да внесеме нешто. Кликаме Enter. Вашето име е Никола Ѓоргиев. Кој што гледате, се работи како што очекувавме. Ајде да пробаме малку да го измениме примерот. Ајде да речеме дека ќе имаме две посебни променливи име и уште една string презиме. Точка запирка. Внесете го вашето име. Ќе ни биде инструкцијата. Добро. Две точки, празно место, име. Тука имаме само име. Значи вредноста на променливата име е еднакво, читај од тастатура, од конзолата, од место од тастатурата, како и да кажам. Ќе го копираме ова. Потоа ќе го направиме исто и за презиме. Внесете го вашето, тука пишеме презиме. Тука имаме презиме, значи вредноста на променливото презиме е читај од тастатура. И ќе имаме на крајта испечатено вашето име и презиме е, ајде ставиме две точки, празно место, име плюс презиме. Значи ако го испечатаме како што е сега, ќе ни се испечати вашето име и презиме е празно место, па името и ќе биде споено без празно место презиме. Значи за да го додадеме на празно место, може да ставиме овде уште еден плюс и празно место. Значи имаме име, вредноста тоа што сме
внеле от тастатура на променливата име, плюс празно место, плюс презиме. Или, айде да направим още една промена овде. String, име и презиме е еднакво на име, плюс празно место, плюс презиме. И може да го внесем само овде. Пасте. Окей, го. Значи сега резултатът трябва да ни е това, що очекуваме баш. Вашето име и презиме е име, празно место, презиме. Значи вика, внесете го вашето име, Никола, внесете го вашето презиме, Георгиев, и вика, вашето име и презиме е Никола, празно место, Георгиев. Добро. Айде да пробваме нещо друго. Значи имахме и, айде да пробваме са години. Int години. Не, айде пробваме... Нека са години сега. Добро. Това ще го печатам накрай. Изчистиме. И ќе речеме console.writeLine внесете брой на години или не знам нещо и да пишем тук. Колко години имате или не е битно. Айде да видим дали ова ќе работи како што работеше до сега. Значи ако пробваме години е еднакво на console.writeLine. И како што гледаме ни фрла некоја грешка. Значи нещо не ни работи. Айде да видиме што се буни. Значи вика cannot implicitly convert type string to integer. Значи ова функција овде ни враќа тип string. Значи се што ќе прочита од тастатурата внесено е тип string. А ние пробуваме таа вредност што ќе врати ова функција да ја ставиме во променлива од тип години. Сега може тоа да го направиме, ова да го промениме само во години и сега си функционира како што треба, но сакаме да остане integer. Затоа ќе креираме една нова променлива од тип string, ќе ја крстиме внес на години од тастатура. Добро. Можехме ова што ќе го пишуваме понатаму да го пишеме во продолжение, најрад го пишеме во нов ред. Значи ќе ја прочитаме вредноста од тастатура, кој што го правевме претходно, е на console.readline. Значи сега имаме во string колку сме внеле години од тастатурата и сега сакаме таа вредност да ја префрлиме во вредноста години. Ако го пробаме на истиот начин, повторно нема да работи, ја пробаме ова тука. Ќе ни ја пишува истата грешка. Cannot implicitly convert type string to integer. Зборот ми е многу тешко да го прочитам, не знам зашто. Валја дека снимам и ми е префат. Како ќе го направиме ова? Значи, ќе се послужиме со функции готови од C#, од систем библиотеката, мислам дека се. Тоа е convert.toInt32 вредноста внес на години од тастатура. Значи, што ова ќе ни направи е, ќе проба стрингот да ни го, така наречено, кастира од стринг во integer. И да видиме дали тоа ќе работи. Години и ајде да печатиме. Вашето име и презиме е име и презиме. Еден ред подолу. console.writeLine. Ајде да напишеме нешто друго. Вие сте родени, две точки, празно место, плюс 2019 минус години.
години и ова не се буни бидејќи немаме загради. Добро, и ова треба да ни работи кој што очекуваме. Ајде. Добро, вашето име. Никола Горкиев. Извадов една буква вместо број на години. Имам 28 години. Вашето име и презиме Никола Ѓоргије. Вие сте родени 1991 година. 90 сум роден, ама мање битно. Добро. И мислам дека за овој туторијал тоа би било тоа. Ќе продолжиме со наредниот, бидејќи не сакам туторијалите да ми се развлекуваат многу долго. Поздрав до наредниот туторијал.